Смее ли да работи? Мајки со деца се купуваат сите. Ваква слика затекна екипата на 360 степени во Тетово, кога пред една недела тестираше колку се почитува полицискиот час. Неколку дена подоцна се вративме на истото место. Овој пат, како да беше уште пораздвижено. Вечерниот шопинг во локалните продавнички очигледно овде е редовна пракса за време на забраната за движење. Ретко имаше улица без пешак. Млади возрастни деца, во темните малски сокаци, дружби се прават по тротоари. Единствено што беше променето е односот на полицијата кон нашата екипа, поминато неделната сторија во која покажавме колку органите на редот се толерантни при очигледни прекршувања на полицискиот час. Каде да одите? Ама ние сме новинари. Да не ме снимате пак. Па некни исто имавте снимано. Во возило микрофоните на вас, колеги, сте снимале. Излеземе секадето. Полицијата во Тетово ги направи сите стандардни проверки за движење во полициски час. Во Скопје добивме бонус третман. Нашиот автомобил, за разлика од останатите, се чешлаше темелно. Сега само се настапира, не? Не е парно. Прво побараа дозволи за движење, па лични карти, сообраќај на дозвола, па укажување да се паркираме. Да. По 10 минути следуваше и претрес на багажот. Што веќе и подолго време се задржав. Да. Уредив се све, нешто ловиш. Ефа. Односот на полицијата на пунктот во Влае овој пат беше многу поразличен од минатата недела, кога нашите колеги тука пешачеа долго, но на полицијата не и привлекоа внимание. На кружниот тек во Влаем продефилиравме пред очи. Но на полицајците овие двајца пешаци како воопшто да не им беа важни. Се фокусираа на проверка на возила. Речи си незабележана, екипата на 360 степени тогаш помина и во Тетово. Во прошетката по Тетовскиот плоштад пак останавме осамени. Ниту луѓе, ниту полиција. Малку подолу од шарена џамија посведочивме на врвулица во локална продавничка. Меѓу муштериите и полиција. Па да не казните. Имам. Вашата сторија имаше еден дел кој што беше многу интересен, кој што, да кажам, со една реченица ги опишува реформите, односно неуспехот на реформите во владењето на правото, а тоа е кога полицајците одбиваат да го казнат новинарот, кој што не носи маска, заради тоа што не знаат кој е. Тоест, не знаат со кого си имаат работа, ако можам да цитирам. Тоа, всушност, во една реченица кажува дека правилата не важат за сите подеднакво. За Поповиќ примерот укажува на системски проблем и на двојни аршини во време на сериозна здравствена криза. Ова е типично, да кажам, кај нас однесување во смисла на тоа дека многу често оние што ги следат правилата, на крајот излегува дека не се исплатело. Тоа прави ерозија на довербата во институциите. Техничкиот врв на Министерството за внатрешни работи е поделен, па поделени се и мислењата внатре во институцијата за тоа дали на терен соодветно се спроведува полицискиот час. Министерот Наќа Чулев, кадар на ВМРО ДПМН, уверува дека уредбите се спроведуваат во целост, а одделот за внатрешна контрола во МВР постапува секаде каде има индиции за пропусти. Дополнителната заменичка Славјанка Петровска од СДСМ смета дека проблемот е поголем. За жал, колегите направиле навистина престап во своето работење и веќе началникот, кога што сум јас информирана, нивниот началник повел постапка за утврдување на дисциплинската одговорност, меѓутоа останува
прашањето дали Министерството за внатрешни работи на овој начин покажува на терен конзистентност, односно полицајците доследно ги применуваат или не ги применуваат мерките на владата, односно ги спроведуваат. Според Петровска, еден од главните проблеми е јавниот став на министерот Чулев, кој порача дека граѓаните кои ги кршат мерките прво треба да бидат предупредени, а да се казнат ако го повторат делото. Тоа создава забуна и кај граѓаните и кај полицијата, вели таа. Тој со, јас би рекла, несоодветните изјави, додворувачки изјави кон граѓаните, сакајќи повеќе да им се допадне, отколку да го спроведе правото, се трудеше да покаже дека полицијата не мора да биде толку рестриктивна кон граѓаните. Да се разбереме, полицијата не е рестриктивна кон сите граѓани. Единствено е рестриктивна, односно го применува правото кон сите граѓани, а ги казнува исклучиво оние кои не постапуваат во согласно со законот. За тоа што го затекнавме на терен, но и за коментарите на Петровска, го контактиравме и министерот Чулев, но како и минатата недела одби да зборува пред камера. На прашањата ни одговори по СМС порака. Министерот не даде директен одговор за масовните прекршувања на полицискиот час, туку се осврна на уредбите кои претрпеа промени, како за начинот на изрекување на казната за граѓаните што не носат маска. Прашањето поврзано со уредбите на владата беше актуелно изминатиот период и клучниот проблем беше фактот дека уредбата која првично ја донесе владата не беше практично спроведлива на терен. Факт кој дополнителната заменик министерка не сака да го признае веројатно од политички причини. Од моментот кога владата направи корекција, уредбата се спроведува во целост и Министерството за внатрешни работи постапува во оние случаи каде е утврдено нејзино непочитување. За сите пропусти од самите полицајци, Чулев вели дека ја поддржува работата на внатрешната контрола, во чија надлежност се случаите. Изјавите на неговата заменичка Петровска, например дека тој создава забуни со јавните настапи, ги нарекува политички мотивирани. МВР во исклучително важни моменти за државата покажа високо ниво на одговорност и професионалност, и тоа ги демантира сите изјави кои имаат цел да фрлат сенка на работата на полициските службеници, а кои се мотивирани исклучиво од политички причини. За мерките против COVID-19 да имаат ефект, не е важно само постапувањето на полицијата, туку уште повеќе свесноста и поведението на граѓаните. Полицискиот час е залуден ако доследно не се почитуваат и останатите мерки за заштита преку ден, како задолжителното носење маски и забраните за групирање. Во градскиот парк во Скопје веднаш е воочливо дека би биле потребни десетици или стотици полицајци за состојбата да биде под контрола. Вака не доаѓа полиција нешто, не ве прават проблем? Екипирани? Не. Не доаѓа полиција? Зашто дојде? Има застанато неколку пати, ќе им попрамуват. Се знае каква е полицијата у Македонија. Знаеш, чил и лесно, не мора да се замараме со мерките. Специјалниот денски полициски час за малолетниците и повозрасните од пред неколку дена е укинат, иако и додека беше во сила, на терен не се почитуваше. Јас сум стара, никој ниту иде покрај мене, ниту доаѓа до мене сине, ниту ништо. Зашто да се плашим? Јас се движим лично за себе, а не за тебе или за njega. Ако викаме дека треба полициски час да биде, треба да гледаме на секој метар полиција. Буквално во паркот денеска, ете, со другарката поминав, не видов ниту едно полициско лице. Во пракса тешко оди истекнувањето на навика за носење маски. Јас, например, не носам во моментот маска, но буквално кога треба да идам во маркет, ја носам со мене. Стварно деликатно, ама не е до толку страшно, само треба да ги следиме полициските часови. Тоа. Од овие другите мерки за заштита не страхувате од казни, може би има парични казни? Не. Па не се почита по мое, поради ние сме балканци овде, како да се изразам. Според најавите од здравствените власти, граѓаните ќе мора да се навикнат да живеат со мерките за лична заштита, бидејќи најверојатно уште долго ќе бидат на сила. А ако почитувањето и контролата оди тешко во парк, како ли ќе биде по кафеаните и кафулињата?